Имаме сериозен проблем околу изборниот законник, кој е и дел од ЕУ агендата, она што треба да го испорачаме до јуни, но никако да го испорачаме, зависат и голем дел на средства од тој закон. Премиерот Мицковски јасно кажа деновиве дека тој закон нема и за него ќе бидеме оценети како што Европската Унија ќе смета дека треба да бидеме оценети. Каде е тука спорно и што е спорно во изборниот законник, она на што реагирате и вие како Уставен суд? Кога не носевме одлуката, тогаш не му дадовме ние рок на собранието, него интервениравме со укинувачка одлука, бидејќи се ближеа локалните избори, ние очекувавме дека секој одговорен законодавец треба да ја пополни таа правна празнина. Имаа доволно време, повеќе од доволно време. Но тие не ја пополнија. Дури во веќе почнат изборен процес имаше еден обид да се воведе цензус со на кој начин независните кандидати ќе можат да учествуваат на изборите, и тој пропадна. Суштината на нашата одлука беше дека тој закон ја повредува и формалната уставност, значи да употребам еден колоквијален, често што го слушаме термин на шверцерски начин, протнато законско решение што е во интерес на големите партии, да не им сметаат маливе и независниве, да не можат да земат дел од изборниот колач, меѓутоа тоа е тешка повреда на политичкиот плурализам, а тоа е темелна вредност на нашиот уставен поредок. Значи, кај нас многу погрешно се интерпретира политичкиот плурализам. Тој не завршува со чинот на избори, со фер, демократски, слободни избори. Тој продолжува и во парламентот, бидејќи тој за кој вие сте гласале и имате очекување од него дека ќе ги застапува вашите интереси во парламентот. А за да ги застапува вашите интереси во парламентот, троши буџетски народни пари за закони што се од голема важност, како кривичен законник, изборен законник, треба да има една нормална процедура, да може да даде амандман, да може да дискутира, да може да влијае на квалитетот на законот. Све тоа беше ускратено преку ноќ. И сега не се пополнува. Повреда е тоа. И затоа, кога јас викам законодавецот е уставно недисциплиниран, тоа се факти. Тој треба да ја пополни таа правна празнина. И ние не случајно оставивме жива една норма, не е дека не ја видовме. Ја видовме во самиот изборен законник. За да не спречиме на локалните избори независните да можат да учествуваат. И не случајно ние не ги укинавме или не ги поништивме упатствата на ДИК, каде што одлучија дека со 2 потписа може некој да се кандидира, за да го обезбедиме политичкиот плурализам. Но останува фактот дека законодавецот треба да работи во интерес на граѓаните. Да, но зошто, ве прашувам и како искусен правник, зошто политичките партии не смогнат сили кога нешто зависи лично од нив,